Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и ова ни е прва епизода и издание за месец октомври, така да ви посакувам еден убав и успешен месец, без разлика можеби на кое поле барате прогрес. Како и да е, денеска имаме прашање од наша пријателка Марија. Така да ќе го погледнеме прашање поврзано со вежбање и ќе се вратам назад за да дадам одговор. Марија, фала ти за прашањето и моето мислење за било какви вежби и физичка активност е секогаш позитивно и секогаш е палец нагоре. Затоа што мојата филозофија е дека повеќето од луѓето кои што можеби сакаат да воведат физичка активност понекогаш премногу се замараат со тоа која е физичката активност која што ќе им донесе најдобар резултат, но пред да почнете можеби да размислувате на тоа која е најдобрата физичка активност, треба да размислувате што е најдобро за вас и што ќе ви се уклопи најдобро во вашето време, секојдневие, дневен биоритам и така натаму, затоа што многу е поважно да физичката активност и дисциплината која што ќе ја воведете да ја задржите на голем континуитет, затоа што тоа на крај ќе направи најмногу разлика, отколку да можеби ја барате најдобрата дисциплина и физичка активност која што можеби нема да биде најдобриот избор во вашето секојдневие и дневен биоритам и ќе придонесе да брзо се откажете затоа што едноставно не можете да се доорганизирате и сето тоа ви пречи на останатиот дел од можеби денот. Како и да е, по прашањето на тоа дали јажето, скокање и тромполинот се добри активности, и дури се одлични кардио вежби и вежби во кои што може да се постигне високи очекувања на срцето во минута во комбинација со некои други вежби. Она што само би додал јас тука е дека скокањето на јажа можеби не би го препорачувал на луѓе кои што имаат можеби посериозен проблем со килограми, зборувам над 20 килограми вишок, што може да придонесе на долг рок во оштетување на колена и на зглобови на нозете, затоа што сепак кога имате по-високи килажи и кога правите поголем терет со таа килажа, кога правите поголем терет на колената, може да се оштетат на долг рок, особено ако можеби не е и досредена исхраната и нутритивната вредност која што му ја давате на телото. Од друга страна, па тромполинот нема толку отпор кога можеби се судрувате со гравитацијата и тие одбивања од земја, односно тромполинот се поблаги, што се повторно супер, али како и да е, имаш позитивно мислење и се разбира, скокањето на јаже е одлична и дополнителна активност во вежбите можеби кои што се прават и одличен начин да можеби се загрева телото и одличен начин да доколку во континуитет се прави, можеби ако тоа можеби ти имаш цел да направиш 200 скокања со јажи и тоа се случува секојдневно, во континуитет ќе направи супер разлика, така да толку би имал да додадам и да кажам по ова прашање за јажи и тромполин. Фала ти уште еднаш на прашањето и на интеракцијата која што имавме во приватна порака и секој од вас нормално го охрабрувам да го користи или хаштагот или комуницирате ме во приватна порака и слободно ќе дебатирам и ќе одговарам на прашања кои што вас ве интересираат. За оваа епизода тука завршувам. Ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!